Стабилизација на цените и враќање на инфлацијата во нормални рамки. Надлежните се охрабрени од последните статистички податоци кои покажаа дека месечната стапка на инфлација во август била само 0,2%, а цените на мало дури и се спуштиле за 0,7% на месечно ниво. Годишната инфлација сега е 4,4%, но има тенденција на натамошно намалување. Премиерот вели дека ова е позитивен сигнал и дека владата ќе продолжи да води внимателна макроекономска политика. Целта е растот на платите да биде најмалку двојно поголем од растот на цените. Ако се направи длабинска анализа, ќе се види дека на месечно ниво за прв пат базичната инфлација е во негатив, односно во минус. Тоа е добар индикатор дека имаме полека стагнирање и намалување на базичната инфлација, која што беше главен драйвер, двигател на генералната инфлација. Освен училишната кошничка, која важи уште 5 дена, надлежните засега не размислуваат за воведување на нови конкретни мерки кои би влијаеле на цените, зашто и статистичките податоци не укажуваат дека има потреба за тоа. Сепак, сите институции се на терен и доколку има неправилности или непазарно однесување, ќе има сериозни казни. Ќе продолжиме без интервенционизми, без би рекол политика која што пробавме, се обидовме во одредени случаи, тоа не доведе со плод. Интензивни се контролите на државниот пазарен инспекторат и на Комисијата за заштита на конкуренција. Нормално не правиме тоа естрада и парада, па сето тоа да го соопштуваме пред камера, но континуирано имаме мониторинг и најмалку еднаш до 2 пати неделно добиваме извештаи од двете институции. Според податоците на државната статистика за август, трошоците за живот се зголемени за 0,2%, што е помалку во споредба за јули, кога месечната стапка на инфлација изнесуваше 1,1%. На годишна основа, стапката на инфлација исто така забавува при што во август е на пониско ниво споредено со инфлацијата во јули. Во август изнесува 4,4%, а во јули изнесуваше 4,8%.